Добар ден, почитувани. Добре дојдовте во петочното издание на Телма амбуланта, реализирано во соработка со Жан Митрев клиник. Едно од најчестите прашања што ги поставуваат родителите кои имаат дете што страда од алергија е како да се излекува алергијата. Се знае дека основниот чекор е избегнување на алергенот, односно на причинителот кој што го предизвикува проблемот, односно алергијата, а потоа се применува фармаколошка терапија. Но малку информации имаме за имунотерапијата, метода на лекување која што поаѓа од причинителот на проблемот, односно од причинителот на алергијата. За сето ова подетално од денешната гостинка, од разговорот со денешната гостинка, тоа е примариус доктор Благица Манчева, педијатар, пулмоалерголог од Жан Митрев клиник. Добар ден и добре ни дојдовте во емисијата, докторке. Добар ден, поздрав до гледачите на Телма телевизија и ви благодарам за поканата и можноста да зборуваме за една ваква интересна, се надевам, тема за гледачите што не следат. Така, децата денеска страдат од различни алергии, алергиска астма, атописки дерматитис, поленска кивавица, алергии на храна и така натаму. На што се должи ваквиот пораст на алергиски болести во детска возраст и на што треба да се обрне внимание? Да, секако страотен е порастот на алергиски заболувања, особено во раното детство. Ние го следиме тој алергиски марш кај децата, а епидемиолозите од своја страна го следат влијанието на тоа кои фактори се обид да ги детектираат, кои фактори влијат за ваков страотен пораст на епидемиски размер на појава на алергиски заболувања. Имено општа констатација е дека променетиот начин на живење, забележано е дека во оние земји со висок индустријски развој, во фамилиите кои што се подобро ситуирани, фамилиите каде што има само едно дете, во урбаната средина се појавуваат алергиите. Алергиите вообичаено се генетски предодредени, но променетиот начин на живење доведува да се повеќе нашиот организам, односно организмот на децата, не ги препознаваат вообичаените нешта што се од околното окружување како нешто што е својствено да секојдневно доаѓа во контакт и реагира на сосема невообичаен начин како да е непријател. Всушност, имунолошкиот одговор не го препознава сето тоа. Општо познато е дека имунолошкиот систем одговара со ТХ1 и ТХ2 имунолошки одговор. Во овој случај, кај децата, повторно ќе речам, доминира овој ТХ2 одговор. Повторно, премногу заштитеност на децата. Во минатиот век, например, децата биле соочени со чести вирусни инфекти, паразитни инфекти, изложени на жолтица, туберкулоза. Сите тие инфекти го стимулираат ТХ1, односно клеточниот одговор. Сега, примајќи ги вакцините, премногу заштитнички однесувајќи се родителите, поголемиот престој во затворени простори, намалена физичка активност, промени во исхраната делуваат да нашиот организам, имунолошкиот систем реагира така како што реагира. Овие се едни од најчестите незаразни хронични болести и затоа особен интерес е, значи, она што ќе се случува во раното детство води, ќе има реперкусии понатаму кај возрастниот организам, односно едно здраво дете ќе води до раст на една здрава индивидуа, а една здрава индивидуа води до целосна работоспособност, исполнување на своите работни задачи и слични работи, затоа што ваквиот пораст на алергиските заболувања го оптеретува економски многу општеството цело и целиот свет. Затоа сме во потрага да се најдат причините, а причините лежат во многу мали нешта во кои што треба ние сите да се вклучиме. Значи, од самата концепција, од начинот на исхрана на мајката, дали е она изложена на експозиција на чад од цигари, например, од загадувачи од домашната средина, каков ќе е начинот на незината исхрана, значи променетиот начин на исхрана, начинот на породувањето кај мајката, начинот на исхрана кај бебето, ако едно дете е доено и ако има генетска предиспозиција за алергиски одговор,
Ако едно дете солидно добро се справува со повторливи вирусни инфекции без прерано да се вклучува антибиотска терапија, без прерано да се вклучува антипиретик со цел да му се овозможи да се запознае имунолошкиот систем, кој што е една неверојатна сложена структура во нашиот организам. Значи, многу фактори, внесот на витамин D во доволни количини, омега-3, масните киселини, нормалниот микробиом, нели, со сапрофитната флора на организмот, сето тоа делува на еден развој кон правилен имунолошки одговор, теха еден одговор, или развој кон алергиски одговор на имунолошкиот систем, кој што ќе води до ран развој на алергиски, некој тип на алергиска состојба, не би рекла болест, затоа што овие состојби доведуваат понатаму до одредени болести и отстапувања, нели? Доктор Манчева, каков е периодот во лекувањето на алергиите во детска возраст? Значи, вие сами одговоривте во воведот дека периодот на секој лекар е прво да го детектира кој е алергенот што му прави проблем на детето и да се превенира, односно да се избегнува тој алерген. Да, најчесто знаат да се манифестираат најрано, после третиот месец од животот, алергиите на храна. Тие најрано се манифестираат. И ако се детектира кој најчесто, нели, алергени, протеините на кравско млеко, тука се јајцето и на крај кикириките и морските плодови, избегнувањето на алергенот, но ако е тоа алерген кој што е секојдневно во нашето обкружување, како што се полените и алергените од домашната средина, потешко е избегнувањето затоа што ние на природата не можеме да ја забраниме да не цвета. Значи, тоа е првиот период да се избегнува она што му смета на организмот. Вториот период е кога веќе се развива алергиска реакција од типот на алергиски ринит или реактивно дишно стебло или рана детска астма. Тогаш периодот е и во фармаколошкото лекување, односно супресија на тоа покренато воспаление што се случува. Многу родители не можат да разберат состојбата дека како резултат на контакт со некое нешто што е нормално обкружување во организмот на детето се одвива воспалителен тип на реакција која што доведува до клиничка соодветна манифестација за која што понекогаш не треба лекување. Кога ќе се слушне воспаление, асоциацијата е дека треба да се вклучи антибиотик за да се лекува. Напротив, со сосема друга група на лекови се лекуваат овој тип на воспаление, тоа се најчесто на прво место нели тописките кортикостероиди, антихистаминиците, антилеукотриенската терапија и другите понови типови на биолошка терапија, антилеукотриени и интерлеукинската терапија. И на крај, она за што сакам да спорувам е алерген специфичната имунотерапија. Имено тоа е најфизиолошки, најетиолошки пристап во лекување, да се стимулира имунолошкиот одговор со она нешто што предизвикува и ја покренува таа каскада на воспаление. Имено се детектира кој алерген е причинител, например полен, во соодветни концентрации се внесува постепено, нели, со зголемување на дозите, така се стимулира имунолошкиот одговор да створи толеранција, односно да биде припремен, да кога ќе дојде во контакт со поголеми концентрации на алергенот, неговиот имунолошки одговор изреагира со блокирачки имуноглобулин Г антитела или имуноглобулин А антитела. Јас не сакам премногу со родителите да ги замарам со оваа навистина сложена имунолошка реакција, ако многу алерголози се занимаваат, се уште до крај не е запознаена, не се дефинирани овие имунолошки реакции што се случуваат во организмот на секое дете. Така, докторке, пред да продолжите, само сакам да прашам, дали ова алерген специфична имунотерапија е исто што и вакцина за алергија, термин што родителите го користат, за да симплифицираме?
Да, точно. Ова по начинот на апликација, пошто се аплицира, нели како што се аплицираат сите вакцини вообичаено, е познато порано, од многу порано, инаку ова имунотерапија или вакцини за алергија има искуство во светот веќе 110 години. Во светот е познато, но иако се познати добрите ефекти од ова алерген имунотерапија, особено кај десензибилизација на пациенти со алергија на убот од инсекти, покажал многу добар одговор со исчезнување на симптомите и тегобите во 95% од индивидуите кои завршиле оваа имунолошка терапија. Не е многу големо искуство во педиатриската популација, особено на нашите простори во Македонија, за тоа има и реални причини. Имено во почетокот, кога почна да се применува алерген специфичната имунотерапија со апликација на овие вакцини, заради незадоволителна пречистеност на алергените, имала појава на доста алергиски реакции, несакани или реакции при апликација на вакцината, и тоа малку ги повлекло имуноалерголозите кои што се занимавале со оваа проблематика да одстапат, но последниве 30 години, благодарение на фармацевската индустрија, каде што се добивме препарати кои што се високо пречистени и добро дозирани алергени, значи тоа се алергоиди, и со добро дозирани во интернационални единици, така да олесне тоа, избегнати се несаканите ефекти и има фантастично добро искуство апропо вклучувањето на оваа алерген имунотерапија во алергиските болести, во лекување на алергиските болести кај децата, а тоа се на прво место алергискиот ринит и лесната астма. Морам да кажам дека нема некоја и не се препорачува употреба на алерген специфична терапија особено кај пациенти од детската популација, кај тешка неконтролирана презистентна астма. Докторке, дали се препорачува ваков тип на алергија и кај алергии на храна? Или само за инхалаторни алергени станува збор? Мислите ваков тип на терапија? Да, ваков тип на имунотерапија дали може да помогне доколку детето има алергија на храна? Или се употребува само кај болести кои што се поврзани со дишниот систем или пак убот од инсект? Не. При анафилактична реакција од убот од инсект? Последниве години, пошто алергиите на храна се исто така бележат многу голем пораст, 1/3 од децата со сериозни алергиски реакции се алергични на протеини од храна, а најмногу изразена во последниве години е порастот на алергии на кикирики со анафилактоидни реакции кај децата, кои што завршуваат и летално. И затоа се прават обиди за изработка и тече веќе една студија која што е во третата фаза на изработка на екстракти, особено на екстракт од кикирика, алерген на кикирика, и сознанието од оваа студија и започнување на десензибилизација кај децата со алергија на кикирики е во тек, ќе ги следиме ние наодите, односно резултатите од оваа студија и ќе се обидеме да ја примениме. Инаку, за алергијата на храна, најдобра терапија е елиминација на докажаниот алерген. Значи, ако е тоа протеинот, кравското млеко да се елиминира, ако е тоа јајцето исто така и слично. Но понекогаш постои потреба од вклучување на оваа храна, неопходна потреба, така да има обиди, тоа се работи во Македонија, го работи колешка која што работи во Институтот за белодробни заболувања во Козле, со орални провокациони тестови кај деца со алергии на протеини на кравско млеко. Значи, веќе во Македонија се спроведува и на алергија на јајце. Значи, треба прво добро да се прецизира сензибилизацијата на кој алерген, да се види алергискиот статус, која клиничка слика, и тоа е специјална постапка која што постепено, исклучиво се реализира во болнички услови со постепено внес на
мали количини на инкриминираниот алерген и да се дојде до дозата која што детето ја толерира. Да му се даде пас да внесува одредена количина на алергенот во исхраната. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната тема. Ќе проговориме за начинот на кој што се аплицира ова имунотерапија, односно вакцини за алергија во детска возраст. За сите детали ќе ви информира денешната гостинка, тоа е примариус доктор Благица Манчева, педијатар од Жан Митрев клиник. Останете на Телма. За имунотерапијата во детска возраст како начин за лекување на алергиски болести зборуваме со денешната гостинка примариус доктор Благица Манчева, педијатар пулмоалерголог од Жан Митрев клиник. Во овој дел од емисијата ги поканиме и гледачите да се вклучат во програма со нивни прашања на телефонскиот број 3076 677. Докторке, на каков начин се спроведува, односно се изведува имунотерапијата кај децата? Дали вакцините за алергија се стават со игличка подкожно, можно ли е на друг начин да се аплицираат под јазик и слично? Алерген специфичната имунотерапија им постојат два начини на апликација. Тоа е првиот типично како вакцина со мала игличка подкожно во надлактицата на детето. Вториот начин е со внес под јазик. Многу е битно, значи не да се голтне препаратот, тоа се специјално препремени екстракти од алерген, кои што треба да се аплицираат под јазик и во тек на 1 минута, не пребрзо, затоа што ако се голтне, ќе се инактивира во гастроинтестиналниот тракт. Морам да кажам дека оваа имунотерапија од два аспекти до сега не беше толку често застапена, затоа што досегашните препарати што ги имавме на располагање, тоа беше многу долготраен и макотрпен процес. Именно во индукционата се одвива во две фази. Првата е иницијална фаза, кога се прави постепено зголемување на дозата и требаше се аплицираше алергенот најмалку еднаш неделно во првите 3 месеци, а потоа се оречува еднаш 2 пати во месецот, па еднаш месечно, и тоа беше навистина многубројни доаѓања во болница и многубројни апликации, што беше навистина оптеретувачки, но и финансискиот момент беше доста, многу беа скапи, најискрено, препаратите. Сега имаме можност во последнава година да ни бидат достапни многу добри препарати, кои што со за многу краток период и само со 6 апликации. Во иницијалната фаза се 3 боцкања и во фазата на одржување, нели континуираната фаза се 3 боцкања и за само 8 до максимум 12 недели, тоа се 2 до 3 месеци, да се заврши процесот на апликација на оваа имунотерапија, да се постигне една состојба кај што организмот на детето ќе биде спремен да дојде во контакт со алергените во дадената сезона. Морам да посочам дека треба внимателно да се темпира и сезоната кога се почнува, инаку треба да се започне пред сезоната на цветање на полените на треви или дрва, а ние го знаеме добро календарот кога ни започнува цветањето, да се добро дефинира кој алерген треба да се аплицира. Навистина овие препарати од досегашното моје искуство се многу добри и имаме многу малку, односно за сега немаме дури никакви несакани ефекти. За успехот на терапијата многу е битна правилна проценка на тежината на болеста на детето, соработка од самото дете, припрема на детето и на родителот со добра припрема и објаснување за тоа како ќе трае процесот, каква соработка се очекува од родителите и од самото дете. Навистина децата се цели личности и мене ме воодушевува нивниот ентузијазам и желба за соработка со цел да си олеснат од нивните алергиски симптоми и тегоби.
Навистина е потребно следење на состојбата. Сите родители се и писмено и усно запознаени со тоа како ќе тече постапката, што се очекува од постапката и на кои моменти треба да се внимава. Инаку оваа постапка задолжително мора да се изведува во болнички установи, онаму каде што има можност да му се пружи итна медицинска помош, доколку се јават било какви несакани реакции кои што и се очекувани, нели, кога се аплицира даден алерген кај организам кој што е веќе со алергиска пренастроеност. Оваа терапија дали се применува кај деца кои што се сензитивни само на еден алерген, значи при аплицирањето на алерген специфичната имунотерапија, дали се употребува само една вакцина или пак може истовремено да се третираат 2, 3 и повеќе алергени? Како изгледа постапката? Вообичаено одиме со десензибилизација, односно почнување на оваа имунотерапија само на групни алергени, например од треви и жита. Имаме таква понуда, или групни алергени од дрва, или третата вакцина која што е на располагање се алергените од домашната средина, оние микрокарлежи или дерматофагоиди, нели, што се наоѓаат во постелниот или домашниот прав. До сега искуствата од апликација на овие алергени зборуваат дека подобар е клиничкиот ефект и подобрување на состојбата кај децата онаму каде што има апликација на моносензибилизација, односно сензибилизација само на алергени од полени, например треви, со житата кои што се сродни алергени. Многу потешко оди сензибилизацијата кај децата, каде што, например, се сензибилизирани, десензибилизацијата кај децата, онаму каде што се сензибилизирани и на полените од трева, и на дерматофагоидите, алергените од домашната средина. Барем клиничките студии на реализираните до сега имунотерапии во светски рамки, нели, се така кажуваат тие податоци. Инаку треба многу да се внимава на возраста на децата. Дали секој дете кој што има алергија може да ја прими оваа вакцина? На која возраст се препорачува да почне да се применува терапијата? Препорачува на возраст над 5-та година е дозволено. Ние одиме кај децата над 6-та годишна возраст, навистина заради тоа што кај некои дечења постои страв од игла, нели? И постои несоработка од стресот и стравот, исто така може да провоцира, нели, дополнителна алергиска реакција кај организмот на детето. Не ме прашавте дали кај секое дете, не. Навистина треба добро да се селектира групата на деца која што ќе се подвргне на ваков тип на терапија. Имено се аплицира кај деца кои што и покрај сериозната редовна примена на препорачаната терапија развиваат компликации на својата алергиска болест, например кај алергискиот ринит може да развијат чести повторливи синузити, може да развијат клиничка слика за слип апнеа, може да развијат веќе вовет на развој на алергиска астма. Се препорачува онаму каде што треба да се зголемува дозата на топискиот кортикостероид или да се вклучува плюс дополнителна терапија, или кај родителите постои отпор или компликации при апликација на кортикостероидната локална терапија, како, например, повторливи епистакси кај одредено дете. Инаку ефектот од оваа терапија е многу добар. Студии, 88 рандомизирани и реализирани студии во светот дале добри резултати, да кај 45% од децата бил стопиран тој алергиски марш. Значи, развојот на бронхијална астма кај децата бил стопиран, кај групата на деца кај кои што била проведена оваа алерген специфична терапија, за разлика од групата на деца кај кои што не била подвргната на овој тип на терапија, многу поголем процент, само 16% од децата
не развиле астма, од останатиот дел нели развиле реактивилност на дишното стебло. Има ли деца кај кои што не се забележува никакво или пак се забележува само мало подобрување по примањето на оваа терапија? Има ли деца кои што не реагираат на алерген специфичната имунотерапија и што се презема во таква ситуација? Да, од студиите до сега презентирани може да има таков ефект, да нема незадоволителен одговор од оваа терапија, но затоа лекарот кој што ја спроведува таа терапија промптно си го следи ефектот во тек на првата година кај секое дете кој што ја спроведува оваа терапија. И доколку се забележува незадоволителен ефект, може да се прекине оваа терапија, но вообичаено, значи од досегашните искуства, многу мал број на деца или индивидуи кај кои што има незадоволителен ефект. Студиите покажуваат дека оваа терапија, за да го даде својот задоволителен ефект, треба минимум 3 години последователно да се спроведува. А онаму каде што оваа терапија била... Значи 3 години за да се забележат првите видливи подобрувања? Толку треба да се приме? Не. Првите видливи подобрувања се кај одредена група на деца се гледаат дури после првата спроведена терапија во првата година. Речи си веднаш. 3 години, да, во наредната сезона самите деца соопштуваат или пациенти возрастни соопштуваат подобрување по однос на клиничките симптоми и тегоби, намалена потреба од употреба на лекарствата што претходно ги користеле и намалена инциденца на појава на компликации од алергиската болест кај одредена индивидуа. Но студии правени кај индивидуи кои што после втората година прекинале, например, во споредба со оние кои што 3 години ја спроведувале терапија, упатува дека многу подобри клинички ефекти има во групата на деца кои што ја завршуваат после 3 години континуирана, односно 3 години спроведена алерген имунотерапија. Дали е точно дека оваа терапија дава најдобри резултати доколку се земе во првата деценија од животот, односно во првите 10 години од животот на детето, споменавте после 5-та година, односно од 6-та, и дали тоа значи дека резултатите не се толку успешни доколку се дава терапијата по 10-та година? Што ова значи? Како истражување, дали е точно? Да, овие истражувања се спроведени кај детската популација со тоа што најинтензивна сензибилизација е во првите години од животот. Имунолошкиот одговор покренат, значи и покренување на таа цитокинска бура, нели, и воведот во хронични промени, се она што ќе се случи во раното детство, има сериозни поголеми реперкусии кај возрастните. И за тоа се смета, колку што порано се започне со пренасочување на имунолошкиот одговор, а тоа е раното детство, нели? Навреме да се препознае алергискиот одговор, да се детектира алергенот и да се започне со оваа имунотерапија, се смета дека толку помалку се шансите да организмот створи хронични промени понатаму кои што ќе се провлекуваат во тек на целиот живот на еден организам. И затоа студиите покажуваат дека доколку порано се почне, видете вака, од моето клиничко искуство, например, деца со алергија на горните дишни патишти, со алергиски ринит, придружен со конјунктивит, до пред 10 години, ретко кога гледавме таков интензивен локален одговор на лигавицата на носето кај децата да развијат носна полипоза, која што е една од најизразените компликации на одраз на најголем алергиски одговор на ниво на носната лигавица, но тоа во мојата лекарска пракса веќе го имам кај неколку дечиња, со толку интензивен алергиски одговор. Тие деца се навистина добра група, добри кандидати да се обиде на најфизиолошки начин да се стимулира имунолошкиот одговор кон прав, односно стварање на тие антитела кои што ќе ги блокираат
анти-Г антителата за да не се стварат овие компликации и сериозен вовед во хроницитет. Докторке, дали е потребно пред да се започне оваа терапија да се направат кожни тестови, за да се утврди кој е причинителот за алергиите, или пак е можно истите испитувања се направат и преку крв? Што е посигурно? Златен стандард за утврдување на сензибилизацијата на одредени алергени е со кожните skin prick тестови, односно кожниот алергиски одговор на организмот. За тоа не треба некоја специјална припрема. Кожните тестови може да се работат од најрана возраст за барање на сензибилизација на храна дури после третиот месец, многу рана возраст за сензибилизација на организмот кон инхалаторните алергени дури во тек на првата година. Ако толку е висок сомнеш, значи нема возрастна граница дека треба се до тоа да се чека после третата година да се побара дали постои алерген сензибилизација. Значи, тоа е златен стандард и првиот чекор за утврдување на алерген сензибилизација е реализирање на кожни алерголошки тестови. Доколку постојат пречки, не може вознемиреност на детето, кожни промени и други некои проблеми за да не може да се реализираат кожните тестови, тога се бара да се потврди алерген сензибилизацијата, односно алергискиот статус, преку испитување преку крв на тоталниот ИГ и специфичните имуноглобулин Е кон одредените алергени за кои што постои сомнеш дека детето е сензибилизирано. Исто така ме прашавте и би сакала да кажам дека постои специјална припрема на децата за да се подложат, треба да бидат во полно здравје и затоа пред секоја апликација на овие алергенски вакцини се прави целосна контрола на здравјето, нели, на статусот на пациентот, со контрола, нели, и на белодробната функција, затоа што треба да се кај деца каде што постои нели испад во белодробната функција, односно знаци дека постои бронхообструкција, не би требало да се аплицира или би требало да се очекува влошување со развој на бронхоспаза. Дали ова алерген специфична имунотерапија може да се применува и во овој период на пандемија со COVID-19 кај децата? Да, ние смело почнавме во мојата болница да ја применуваме оваа терапија со сите претходно превентивни испитувања и со сите мерки на предострожност и со прекрасна соработка од страна на родителите со сите мерки како треба да се однесуваат децата, да се заштитат, да не во меѓувреме дојдат во контакт нели со вирусот кој што би ја одложил и би ја одолжил сета оваа постапка со која што започнавме. Значи, пред започнување на апликација на вакцините, ние направивме целосна контрола на општиот здравствен статус на децата и ПСР тестови за постојање, односно исклучување на актуелен инфект за COVID-19. Така, и сосема на крај, моето последно прашање се однесува на оваа терапија, значи алерген на специфична имунотерапија, дали би можела да се комбинира и со некои други терапевтски процедури? Вие мислите на тоа дали децата кога ја примат оваа терапија треба да си ја примат и во обичаената претходно препорачена терапија? Дали може кортикостероидна терапија истовремено со вакцина за алергија? Да, доколку има потреба и постои клиничка активност на болеста и доколку лекарот што си го следи детето наоѓа за сходно и индицирал дека е потребна терапијата да се спроведува, нема никакви контраиндикации или влијание на ефектот на оваа терапија примањето на редовно препорачената терапија. Така, и оваа терапија значи може да спречи всушност благата астма да прогресира во посложена форма? Имате искуство со такви пациенти кои што имаат блага форма на астма? Може ли болеста да исчезне благодарение на оваа терапија, доколку алерген е причинител за состојбата? Точно, да. И заради тоа и се спроведува оваа терапија
во многу голем процент, дури 70% од пациентите кај кои што е спроведена оваа терапија, се намалени симптомите и тегобите, намалена е потребата од континуирана примена на терапија и тој алергиски марш, односно прогресијата на астмата од лесна кон тешка перзистентна форма е спречена. Во многу голем процент, дури во 70% од пациентите кај кои што е спроведена оваа алерген специфична терапија се олеснети и тегобите исчезнати и е намалена потребата од примена на дотогаш применетата терапија. И тоа се очекува. Што е многу важно. Ви благодарам за сите информации поврзани со новините во терапијата кај алергиските болести во детска возраст. Навистина корисни и информации за родителите кои што имаат деца, кои што страдаат од алергија, а не е навистина мал бројот на деца кои што имаат ваков проблем. Да, така е. Па се надеваме на успех во оваа терапија, за да им олесниме на нашите деца да не примаат долготрајна терапија, која што сепак е терапија и има влијание на нивниот развој, на целокупниот начин на живење. Така, на овој начин може да се подобри квалитетот на живот. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани денешна гостинка во емисијата беше доктор Благица Манчева, педијатар, пулмоалерголог од Жан Митрев клиник. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Гледате не секој работен ден во редовниот термин емисијата 13 часот и 45 минути, секако на телевизија Телма. Имајте убав викенд. Се гледаме од понеделник со нови теми, кога повторно ќе зборуваме за тоа како може да го подобрите и зачувате вашето здравје. До гледање.